Екипата на телевизија 24 се наоѓа во Софија, тука во Културниот национален центар, каде заврши неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската Унија, кој траеше 2 дена. Од она што се зборуваше тука, состанокот може да се подели на 2 дела. Еден се зборуваше за безбедност во Европската Унија и за сите оние прашања кои се поврзани со тоа, тоест со ситуацијата на Блискиот Исток, со ситуацијата во Сирија, со ситуацијата во Турција, со состојбата со бегалците, но и со формирањето на европските безбедносни сили, нешто што е еден од важните приоритети на Унијата, како што кажа високата представничка за надворешна политика Федерика Могерини. Она што друго се зборуваше тука е за перспективите за земјите за Западниот Балкан. Европската Унија скоро ја представи агендата за овие земји, за нивните перспективи, за можно вклучување. Тука се постави и оној неформален датум од 2025 година, кога Србија и Црна Гора можат, тоест да влезат во Европската Унија, а кога се дава можност и за другите земји да го постигнат тој датум како можна перспектива. Од она што се кажа, тоа е дека земјите можат да до 2025 година и други земји да се приклучат на Србија и Црна Гора, тука се разбира спаѓа и Македонија, но кога се зборуваше за достигнување на таа цел, имаше тука мешани пораки, па така, например, еврокомесарот Хан кажа дека се уште е рано да се каже дали до крајот на бугарското председателство овие земји, другите земји кандидати ќе добијат датум за почеток на преговорите со Унијата, додека високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини и министерката за надворешни работи на Бугарија Захариева кажа дека се оптимисти дека е можно и други земји да го постигнат тој датум, тоест да можат до половината на оваа година да добијат датум за почеток на преговорите. Да ги видиме изјавите на Хан, Могерини и Захариева. Сега сме само февруари. Председателствувањето трае до крајот на јуни. Многу е рано, но ќе видиме ако можеме да поднесеме извештај кој ќе биде показател за другите земји во регионот. Рамката на датумот која што го спомна Катерина 2025 е реалистичка можна перспектива, не е таргет, не е цел, не е само за двете земји со кои што моментно разговараме, туку и со други кои би можеле да почнат. Во месец јуни на Советот ќе се заземе одлука за започнување на преговорите со Скопје и со Тирана. Тоа е мојата надеж. Сметам дека има време, сметам дека е многу голема веројатноста тоа да се случи. Што се однесува до Македонија? Споразумето со Грција е топ на агендата тука во Софија, тоа ги интересираше и колегите новинари од Бугарија и од другите земји. Тука беше и македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, кој синоќа беше и на неформалната вечера на министрите за надворешни работи на Унијата и земјите кандидати, каде се виде и со министерот за надворешни работи на Грција Кодзијас. Но Димитров вели дека со Кодзијас немале посебна средба тука во Софија. Сигурно е дека немале некакви преговори, тие се виделе на вечерата, но министерот Димитров не кажа ништо поконкретно во однос на тоа дали се разговарало уште нешто плюс од она што се преговарало во Виена. Еврокомесарот Хан пак со една најасна порака во однос на спорот со името, тој вели дека е прилично убеден дека ќе има решение, а оптимизам за решение најавија и министерката Захариева и високата представничка Могерини. Да ги видиме и нивните изјави. Мислите меѓу Скопје и Грција? Се надевам дека нема да има проблем со Бугарија. Убеден сум во врска со тоа. Еден на еден средба нема да имате во текот на денешниот ден со Кодзијас. Најверојатно не. Многу често се гледаме. Ова е позитивно се рефлектира на неодамнешните чекори кои што Атина и Скопје ги презедоа и јас сум охрабрена за иднината
Би сакала да истакнам дека знам многу добро дека дека билатералните прашања секогаш се чувствителни во јавните мненија од обете страни. Ова е природата на споровите се такви во целиот свет. Јас сум храбрена од тоа што е можно во блиска иднина овој навистина спор траеше многу долго и да го најде своето решение. Така што да, голем оптимист сум и повеќе сум реалист и мислам дека гледам политичка волја од страна на двете влади за наоѓање на трајно решение. Како што кажавме, тука на конференцијата за надворешни работи на министрите за надворешни работи на Европската Унија се разговараше и за безбедноста, за состојбата со бегалците и пред се за состојбата во Сирија. Високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини најави и посебна конференција за Сирија, која во март ќе се одржи од страна на Европската Унија, каде Европската Унија ќе ги искористи своите финансиски капацитети за да ја помогне на Сирија и како што вели да се помогне за состојбата во таа земја која според неа се влошува, а не се подобрува. И од прилика со тоа и се заклучува овој неформален состанок на министрите за надворешни работи на Унијата тука во Софија.